Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Елементарно проучување на исламот, напишана од Хазрети Мирза Тахир Ахмад. Оваа книга е вовед во 5 темели на исламската вера. Овие темели на верата во кои веруваат сите муслимани го подразбираат Божјото единство, мелеките, пратениците, Божите книги и животот после смртта. Преку оваа книга, авторот ги истакнува областите на сличност помеѓу исламот и другите религии. Тој покажува како се развивале религиските учења низ времето, кулминирајќи во потполни, совршени и универзални учења на исламот. Авторот понатаму објаснува дека универзалната природа на исламот е она што го прикажува како религија, која е во состојба да ги соедини луѓето од сите нации под едно знаме на мирот и покорноста. गुनाहगारों के दर्द दिल की बस एक कुरान ही दवा है. Предговор. На 12 март 1990 година, на повик на одделението за исламски студии на Севилја, Универзитетот во Шпанија, Хазрети Мирза Тахир Ахмад одржал говор на кој му дал наслов «Ислам, излагање за неговите основни и темелни учења». Раководителот на одделението му советувал исламот да го представи на основно ниво, имајќи во предвид дека повеќето слушатели од другите одделенија, како и публиката воопшто, многу малку знаат за исламот. За овој говор било одредено време од 1 час. Оваа расправа произлегла од тој говор. Авторот дал пошироки објаснувања за одредени теми, за кои немало време во текот на оригиналното предавање. При тоа, во преобликувањето на говорниот збор во пишуван, направени се одредени промени и исправки од самиот автор. Зад името Мухаммед, честниот пратеник на исламот, следува символот САВС, салаллаху алейхи веселем. Нека Аллаховиот мир и благослов се над него. Зад знамењата на останатите пратеници и веровесници следува символот АС, алейхи селам, како кратенка за нека мирот е над нив. Вистинскиот поздрав вообичаено не се става во целост, но треба покрај тоа да се разбере како во целост да е повторен во секој случај и треба целосно да се изговара. Јас сведочам дека нема друг Господ освен Аллах. Тој е единствен и нема партнер. И јас сведочам дека Мухаммед е негов роб и пратеник. После ова, јас барам за солниште кај Аллах од шејтанот, проколнатиот. Во името на Аллах, милостивиот, дарителот без барања, сомилосниот. Сета благодарност му припаѓа на Аллах, Господарот на сите светови, милостивиот, дарителот без барања, сомилосниот, владетелот на судниот ден. Ние единствено Тебе те обожуваме и единствено од Тебе помош бараме. Упати не на правиот пат, на патот на оние на кои им даде благодет, на кои не се излеала лутина и кои не залутале. За единствена чест го сметам повикот на одделението за исламски студии на Севилја, Универзитетот што најдоа за сходно да ме повикаат оваа вечер, овде за да ви одржам говор за темелните учења на исламот. Пред да дојдам, ме советуваа дека треба да зборувам за основите на исламот, за да можат да разберат студентите кои не се добро упатени во овој предмет и оние кои имаат само основно знаење да можат да разберат. Тоа навистина ме изненади. Како прво, ме изненади од причина што очекував дека студентите на универзитетот подобро стојат со тоа. Второ, бев изненаден бидејќи Шпанија има долга историја на контакти со исламот. Со оглед на тоа, дека сепак толку многу го изгубиле тој контакт, како да е избришан дури и најтенкиот впечаток, навистина е зачудувачко. Јас денес сум овде, за да ви ги представам основните учења на исламот. Кога ја посетив Шпанија во 1982 година, по повод отварањето на ново изградената џамија, која ја изгради Ахмадија заедницата, а која случајно е прва џамија изградена овде по прекинот од 500 години, видов многу зачудени погледи. Во текот на конференцијата за печатот, непрестано бев соочуван со истите прашања за тоа зошто ние дојдовме во Шпанија. Која е целта на тоа?
Дали некој злослутен мотив е поврзан со тоа? Зарем немавме доволно ислам? Дали ова ќе го земеме како нов облик на инвазија на Шпанија? Мојот одговор на сите овие прашања беше: да, јас дојдов да ја освојам Шпанија, но не со намера, со оружјето да ги придобијам териториите, туку со пораката на љубовта и со уверување да ги придобијам срцата на луѓето. Тој одговор се уште вреди. Ние како заедница во исламот не сме изградени по вообичаениот сватен пример на сликата на исламот под одразот во огледалото на така наречените фундаменталисти. Затоа денес јас ке настојувам да ви го представам исламот, но не во врска со однесувањето на муслиманите во различни земји, туку само во врска со основните учења на исламот, кои се наоѓаат во Божјата книга, честниот Куран, и владеењето и хадисите на честниот основач на исламот. Ислам значи мир. Во тоа лежат душата и духот на исламот. Иронично е оваа религија на мирот денес на Запад да се сваќа како религија на војната, тероризмот, хаосот и нередот. Во реалноста, исламот не само што е мир во самата смисла на зборот, туку мирот го проткајува преку сите негови учења и делува како клуч за негово разбирање. Ако буквално се преведе, второто значење на зборот ислам е покорност. Така, зборот мир и покорност ја создаваат целосната слика на исламот. हर एक मुखालिफ के जोरो ताकत को तोड़ने का यही है हर बार यही. Додека мирот се однесува на однесувањето на муслиманот кон другите луѓе, тој исто така се однесува на длабоко задоволство, кое тој го наоѓа во исламот. Зборот покорност го опишува однесувањето на муслиманот кон Бога. Така, во еден збор е содржана целата филозофија на оваа религија. Интересно е да се забележи, според исламот, секоја вистинска религија мора да ги има овие две неопходни одлики, кои укажуваат на незиното божествено потекло. Сите религии, според исламот, од една страна, настојувале човекот да го донесат назад кон својот создател, а од друга страна, настојувале да втемелат идеален однос со другите луѓе. Во исламот постојат 5 основни одредби во верата, кои секој кој се одлучи да стане муслиман, мора да ги исповеда. Иако исламот веќе е поделен на многу секти, како и сите други религии, по ова прашање, мислењето е единствено. И да се препознава некоја секта, било да се тие сунити или шиити, сите веруваат во овие 5 темели на верата. Првиот од овие темели е цврсто да се верува во апсолутната Божја единственост. Тоа е единство кое е неразделно, неделливо и нешто кое не може да биде умножено или загрозено во било која форма. Вториот темел се однесува на верувањето во мелеките или ангелите. Иако постојат различни мислења помеѓу муслиманите за концептот на мелеките, и покрај тоа, сите муслимани веруваат во постоењето на мелеките. Третиот темел се однесува на верувањето во книгите. Зборот книги во религиските термини се однесува на такви божествени скрипти, кои содржат нови учења и донесуваат нов верски закон. Тие се спомнати после мелеките, бидејќи објавата на човекот најчесто му била пренесувана со посредство на мелеките, кои ја играат главната улога во донесувањето на божествената порака на веровесниците. Мелеките имаат и многу други задачи, но за тоа ќе зборуваме подоцна. Четвртиот темел се однесува на веровесниците и пратениците, кои понекогаш донесуваат нови прописи за животот и нов закон за одреден народ во одредено доба, а понекогаш се пратени само со цел да извршат реформа. Петтиот и последен темел на верата се однесува на судниот ден. Ова исто така подразбира дека секое човечко суштество ќе биде воздигнато по смртта во некаква форма и дека ќе му биде одговорно на Бога со оглед на животот кој го водел тука, на земјата. Ова ги представува 5 темели на исламот. Меѓутоа, според мислењето на некои, тука е и 6-тиот составен дел на муслиманското верување, кој честниот основач на исламот го вградил во темелите на верата,
а тоа е верувањето во Божјата одредба. Ајде сега да свртиме кон детално проучување на овие темели поединечно. Верување во Божјото единство. Ова изгледа како прилично едноставен и основен концепт. Не би требало никому да му биде тешко да ја разбере Божјата единственост и тука изгледа дека оваа работа завршува. Меѓутоа, сушност во ова е содржано многу повеќе од што е видливо. Кога подлабоко ќе погледнете овој концепт, изгледа дека сиот свет на религијата се врти околу оваа централна точка. Таквото верување има влијание на човековиот живот во сите негови сфери. Тоа, исто така, подразбира негација на се друго освен на Бога. Така, верувањето во Божјата единственост не е крај на верувањето, туку сите други верувања потекнуваат од овој главен извор на вечната вистина. Тоа исто така ја испраќа пораката на ослободување од сите други јареми и го ослободува човекот од сите обврски, освен од оние кои произлегле од неговата покорност кон Бога. Овој темел понатаму е разјаснет од различни аспекти, како во чесниот Куран, така и во хадисите на чесниот пратеник на Исламот. Например, прогласот "Нема друга сеопфатна моќ освен Аллах" ги отвора новите видици за подлабоко и пошироко разбирање на единството. Тоа ги негира сите други стравови освен стравот од Бога. Вториот дел на овој ист темел го донесува во центарот на вниманието вториот многу важен аспект на единството, тоест дека моќта за постигнување на доброто единство зависи од Бога и Он е господар на сите извори на сила и енергија. И додека првиот дел се однесува на негативните аспекти на моќта, вториот дел се однесува на позитивните. Во примена на човековите постапки, побуди и така натаму, овие две сили се сеопфатни. Човековите стремежи и подоснежните постапки секогаш се управувани и контролирани или од стравот или од надежта и нема исклучок од ова правило. Оние кои прават добри дела, тоа го прават од страв и надеж, а оние кои им се предаваат на пороците, се побудени со истото. Стравот на неверниците и припаѓа на негативната безбожна категорија и тие своите животи ги обликуваат според овосветските стравови. Тие понекогаш се плашат, за да не го предизвикаат незадоволството на владетелот или на власта, понекогаш им е страв од општеството воопшто или од деспотите и кавгаджиите. Исто така, понекогаш постапуваат лошо од стравот од сиромаштија и загуби и така натаму. Така, во светот исполнет со пороци, поголемиот дел од човековите постапки можат да се образложат со овие стравови. Верувањето во единството сосема ги отстранува овие стравови и на човековиот ум му ја предвидува важноста на стравот од Бога, што значи дека не треба да се плашат од незадоволството на безбожниците, туку секогаш треба да се трудат да го избегнат Божјото незадоволство и да го обликуваат својот живот единствено според тој страв. Во позитивна смисла, истото е применливо и за сите човечки мотиви и постапки кои ги следат. Човекот секогаш живее по некои мотиви, да задоволи некој, како и да се задоволи себе си. Всушност, почесто работи за да се задоволи себе си, дури и по цена на оние кои инаку му се драги. Преувеличената форма на ваквото однесување го чини човекот обожавател на своето собствено его. За да ја постигне оваа цел, човекот мора да ги задоволи оние од кои зависи неговото задоволство. Како таков, тој повторно непрестано се бори за да ја здобие наклонетоста на владетелот, власта и така натаму. Ова што го опишуваме е најлоша форма на робство. Надежта и стравовите на робот потполно се зависни од каприцот, задоволството и незадоволството на неговиот господар. कि अपनी जा से हुई खफा है गुनाहगारों के दर्द दिल की बस एक कुरान ही दवा है यही है खज़रे रहे तरीकत यही है सागर जो हक नुमा है. Денес го завршивме
првиот дел од книгата Елементарно проучување на исламот. Еселаму алейкум.